Тука сме во студио, повторно полна куќа би рекле. Да. Со оглед на тоа што имаме навистина и многу гости, но и убави теми за кои што сакаме да зборуваме и да дадеме апел секогаш на важните работи кои што се дел од културната понуда, која што пак би рекле исто така важен сегмент и во поглед и на туризмот генерално, затоа што и има луѓе кои што сакаат да дојдат понекогаш и да погледнат и добри представи. Зборувајќи за добрите представи и давајќи го аплаузот на добрите проекти, ќе дадеме аплауз во продолжение на 250-та јубилејна изведба на Лакомата Меца, една легендарна театарска куклена представа за која што се задолжени токму овие тројца гости кои што ги имаме во студиото и исклучително ни е драго што сте утрово со нас. До мене Ана Левајковиќ Бошков, Владимир Лазовски и Катарина Илиевска Цилјановска. Добро утро. Добро утро. И добре ни дојдовте. Во овие утрински минути или предпладневни, да речеме. Зависно на кого како му почнува денот. За вас веројатно цел ден е активен со оглед на проби и на представи, тековно репортарот или распоредот, но секој со својата работна динамика. Ово утро заедно можеме да дадеме честитки за оваа бројка, која што е навистина импресивна, 250 изведби не е мала или едноставна работа. Не е шала воопшто. Така е, да. И вие израснавте и пораснавте со представата, тоа го споменавме и зад камери, многу генерации помина. Можеме ли да се навратиме вака ретроспективно кога беше првата изведба на представата, 2001 година, од тогаш 24 години живе Лакомата Меца и се уште е представа која што привлекува деца, родители, кои што можеби ја погледнали по неколку пати, но исто уживаат во истата. Кој ќе почне? Ајде, јас ќе почнам. Ајде, Владо, како единствено момче. Не единствено, него јас сум и првиот вработен во театар за деци и младинци во далечната и прошлиот век, што би се рекло 93-та година. И Лакомата Меца е представа која што е работена во овој век, 2001 година беше премиерата. Досега има 250 и па и имаше после 2-3 изведби. Но не е единствената која што ја надминува таа бројка. Тука можам слободно да кажам убавицата и Зверот имавме 350 изведба, Црвенка па се ближи на 300 изведби. Па Снежани и 7 џуџиња одамна намина 250, но не ја играме, треба да ја обновиме. Малце да ја заиграме и таа подолго време ја немаме играно. Инаку оваа представа беше многу интересна кога ја работевме Лакомата Меца. Прво јас се заљубив во куклите, поготово во Волков. Да, ова е куклена представа. Појасни, Кога ќе ги видите куклите се како живи, така се изработени како да се живи. Немате потреба како актер да додавате нешто плюс. Значи тие си го имаат карактерот, си имаат душата, едноставно е многу лесно да се игра со нив. Играте со истите кукли од 2001 година или? Да, со истите кукли. Се репарираат. И постојано го кажувам тоа дека режисерот кој што дојде овде, Дарин Петков, од Бугарија, дојде со 2 ливчиња. Почетокот, нели, напишано Мецо шо преиш лево десно, е ти да со волкот, е ти да со лисицата, е ти да со ежот. Значи, како е ти да напишано, и што не ти објаснува понатаму, точно 2 ливчиња. И ние буквално со децата ја спремавме представата. Ние го изигравме, но децата цело време учествуваа во креирањето на представата. Интерактивно до 100%. Да, со прашања кои што веројатно само тие може да ги. И ден денеска таа представа е интерактивна, и ден денеска децата ја надополнуваат, таа расте, 250 изведа, колку години е тоа? 24 години. 24. Забележувате ли преку овие 24 години, преку толку години играње на представата, разлика во однос на интеракцијата на различни генерации или како видиме некогашните генерации и сегашните? Факт е дека постојат разлики ако кажеме дека ние сме живееле во друго време, пред нас живееле во друго време, а сега живеат во навистина во едно малку поспецифично предизвикувачко време, со технологија, со се што е достапно, со се што имаат, како за нив и ако не се можеби доволно свесни, така и за оние кои што ја работат оваа работа. Какви разлики забележувате и во таа интеракција и во однос на прашањата и во перцепцијата на самата представа? Па јас мислам дека оваа представа како е поставена, иако толку генерации поминале, реагираат на точно истите места како што е поставена самата представа. И мислам дека оваа представа баш го нуди тој едукативен, малку едукативен начин на изведба. Ние сме таков театар кој што
немаме проблем со новата генерација во смисол на технологијата. Кај нас секогаш е, да, може би малку се осеќа, но не е тоа. Ние никогаш немаме проблем со публиката, секогаш сме интересни било која представа да се игра. Дали е тоа детска, куклена, младинска. Секогаш сме до душа и малниот театар, така да го полниме. Ние го полниме, но јас не се согласам дека нема проблем со технологијата, затоа што мислам дека децата, сегашните генерации имаат малку повеќе фокус, малку повеќе време, пократкотрајно име. Повеќе или помалку фокус? Помалку фокус имаат, се извинувам, не знам како се изразив моја грешка. Значи, пократкотрајно име вниманието. Малку, ми се чини за некои представи. А за некои кај кој што будиме комплетно внимание, како кај конкретно кај оваа представа, бидејќи, што кажа Ана, едукативна е оваа представа, ние ги учиме таму како се јаде, како не треба да се јаде правилно и како се јаде. Оваа представа е наменета за најмалата возраст на деца. И затоа сепак тие се уште не се веројатно толку оптеретени со технологијата, она модерна што ја следат сега генерациите од 6, 7, 8 и така натаму. И не знам, можеби и порано. Така што овде децата баш ни одговараат на прашања и ни поставуваат прашања. И се трудиме само да им го задржуваме. Мислам, им го задржуваме вниманието, туку се трудиме да не настане поголема галама. Значи, оваа представа е за возраст од 3+, така ја нарековме. Од 3 до 7 практично години, за најмала публика. Меѓутоа е се уште интересна и нас ни е интересна уште. Еве утре играме саба, утре наутро играме за училишта. Организирано воглавно играме доаѓаат училишта, некогаш и на редовниот репертоар. Но оваа представа ни на нас сигурно сум една од најомилените. А вие овдека разговарате со дел од луѓето кои што се, како да кажам, можам слободно да кажам дека се најемотивно поврзани со овој театар, со куклената сцена, со детската сцена и уште неколкумина од нас. Мислам, сме тука, живееме и се радуваме особено на куклената сцена. Особено на куклената сцена. Има представи од Лакомата меца до Роња, значи од представи за најмала возраст до представи кои што ги рушат сите стереотипи на детска куклена представа. Колку често на репертоарот се случува да има куклена представа, затоа што нели не се сите, но гледате во годишниот репертоар да има барем една куклена представа и колку е поразлично да се работи таков тип на представа? Значи, ние внимаваме на тоа кога ја поднесуваме предлог програмата, внимаваме на тоа да има детска, тоест куклена, детска и играна и една за младинска сцена. До сега, да, Министерството ни одобрувало по 2 до 3 проекта годишно. Но и ние сме еден од театрите кои што сме благословени во врска со тоа што не ни требаат некои нови проекти, бидејќи секоја година имаме нови деца од прво оделение, кои што сакаат да ја гледаат Црвенка, па ние немаме другите познати наслови како што е Пепелашка, Убавиците и Зверот. Немаме потреба од нови проекти, едноставно тие секоја година се нови за новата генерација да се што доаѓа. Но сепак изработуваме да правиме и нови проекти. Министерството до сега не сме имале проблем околу тие средства. Така да се надевам и во иднина ќе биде. Проблемот ни е единствено што сме така некако згужвани во тој театар. Сите го знаеме проблемот. ТДМ беше театар за деца и младинци, сега на шала викаме тесно за деца и младинци. Така, не знам, имаше доста обиди да се направи, да се потегне некоја иницијатива, но така завршува некако као, ај, вие сте театар за деца и... Па баш заради тоа што сте театар за деца и младинци, нешто што иднина треба да има доволно простор и предност и тоа да биде приоритетно, не сите новите бројки за представи треба да говорат многу повеќе за промените, за квалитетот, и кои што биле во театарот, јас посебно бев на Пепелашка, ми се чини во театарот, каде што уживаш во представата, иако околу себе кога ќе се свртиш гледаш дека тука навистина има голем интерес, а малку простор и дури се создави малку меташ нели на самиот влез и на самиот излез, но интересот се гледа и тука всушност несомнено е дека
недостасува простор. Вие тоа го доживувате секој ден практично. А да видите на сцената како е конкретно на Пепелашка, позади сцената. Да, каде што имат голем број актери, каде што треба да се обидат на како се сцена. наоѓаме позади Како се сцената и за разминувате, време да. како се разминуваме, конкретно на Пепелашка, еве да речеме бидејќи ја споменавте, Да. и на представи кои што се со повеќе актери. Ајде на Кукленава сме само ние тројца или некоја замена ако некогаш има потреба. Повторно се тројца луѓе, нели? Да. И така, но на тие големи представи навистина гужва. И тоа е вештина на актерите, не само глумата, тоа и Тоа е вештина, тоа е се представа работи со проба. позади Не представа. можеш тек така да влезеш и излезеш, бидејќи некој влегува и излегува. Исто, вклучително како што е пробата на сцена, се прави и позади сцена. Да. Кој кога излегува. Кога излегува. Имаше една представа, како се викаше, кабаретската, кога правевме буквално месец и пол дена правевме со микрофоните проби, бидејќи немавме тогаш микрофони овие бежични, него со гајтан телефон. Звезден коктел. Звезден коктел. И буквално имавме еден месец за тоа да не се сплеткаат гајтаните, каблите. Буквално требаше да испробаме. Ти влегуваш од оваа страна, излегуваш од онаа страна и тоа беше толку перфектно изведено, бидејќи имавме негде околу 10 микрофони на сцена, што воопшто не е лесно. Да, тоа Да не се го видиме. организира. Да, не Вие може си да- знаете, иако нели на самата представа или во текот на представата за публиката тоа изгледа сосема синхронизирано и како што треба. Споминавме 24 години се во прашање, конкретно за оваа представа и она што зад камерите го споминавме дека многу генерации поминали, израснали, дека веројатно доаѓаат сега веќе тие возрастните со дечиња и така натаму. Се случува ли да имате ли такви некои средби кога родителите биле деца и ја гледале оваа представа, па сега доаѓаат со своите деца? Претпоставам дека и тоа се некои емотивни моменти за вас, актерите. Се мене ми се случи. 2020 и кога престана пандемијата, 20-21 уствари така. 2021 почна, негде кај 22, да. Ја игравме представата, како се викаше ова со Изабела, што ја играм? Зрното? Зрното грашка. Таа представа е направена 93-та година, беше премиерата 93-та година и таа има скоро 200 изведби, ако не и повеќе од 200, мора 250 и нешто. Може и 250, да. И нейна представа така после пандемијата доаѓа една млада жена, мајка со својата ќерка и дали ќе може да ни се подпишат како автограм. И мене кроз глава ми проаѓаат времињата кога да, ние навистина се подпишуваме, но тоа Во никоја друга да, ера биле времиња. Одавна не го правиме тоа сега. И викам, да, во ред, ајде, ќе се подпишам, ја дава боенката која што од првите верзии. И викам, ајде, може снимало од овие новите, па се ги извадиле од подрум овие старите. Ми отвара на страницата каде што јас на мајката сум се подпишал честитајќи го незиниот роденден. И нозите ми се пресекоа. Колку време прошло всушност и колку време... Да. Сега се подпишувам на ќерката која што претходно нели пред долги години. Да. Сум се подпишал на мајката која што славела роден ден кај нас во театарот. Така. Ние еден денеска правиме роден ден. Многу Не е- правиме ние, луѓето си прават роден ден. Така, кај да, нас. тоа се емотивни моменти и добро е што има можност ете и некои и сите ние кои што сме поминале низ тие простори сме и јас ја памтам Црвенка па од моето детство. И тоа што остава спомен и остава трага во детство, тоа е што е навистина апсолутно потребно и неопходно за секој дете, па и тие детски родендени кои што се прославуваат, да и тоа и така се запамети. Ви посекувам уште многу такви моменти се разбира во престојните представи и она кое што можеме да го кажеме големиот интерес и кој што се надеваме дека така ќе продолжи во однос на овие детски представи кои што ги има репертарот за деца и млади. Само некаде пред крајот, може ли да споделиме што ве очекува летото и наредниот период, бидејќи театарот или знае да појде на некој фестивал, на некаква турнеја, наскоро завршува сезоната? Да, наскоро завршува. Треба да почне Јане Спасич со младинска представа. Мислам дека се вика текстот Извидници, сега за сега. Треба да работи Драгана Милошевска и останува уште И уште една куклена до Куклена крајот на представа. годината.
режисерка од Хрватска треба да дојде, Тамара Кучиновиќ, но моментално ништо не работиме ново, така што кога ќе почне, ќе ви најавиме и ќе бидеме ние тука, ќе бидете информирани. Да, значи 3 проекти треба да сработиме до крајот на сезонава, па здравје ќе видиме кој. Во септември треба да има некои патувања, некои фестивали, дали ќе се реализираат, кога, како ќе се реализираат, се уште не знаеме. Така, само сакав да напоменам пред да завршиме дека за куклените представи може да се надоврзат колегите. Постои кај нас една, како да речам, еден збор фама дека тоа е представа за многу мали, дека представа за во градинки, не знам, представи за во градинка, не сакаат, одбиваат повеќето од луѓето да ги гледаат куклените представи. Јас би замолила, би направила еден напор, еден апел, луѓето да сватат дека куклените представи се кај нас, не се представи на рака што држиме кукли и позади параван што глумиме. Мислам, тука е навистина еден голем напор, голем труд, голема радост и позитивна, како да кажам, позитивна мака, како да ја наречам, не знам, да се направи една куклена представа затоа што играш, даваш живот на една кукла. Да, во случајов намецата животно. Да се оживе значи, се оживува да. И публиката, ако тоа доволно добро го направиш, како што има тука мајстори повозрасни и поискусни од мене во таа дејност, публиката нема да примети дека играш со кукли. Значи, куклените представи се вистинската магија. Не треба толку да се, луѓето да се, како да кажам, дистанцираат од таа сцена. Куклената сцена е прекрасна сцена кај нас. И ова е само уште еден показател дека треба да ја афирмираме истата и таа 250-та изведба сега веќе многу повеќе, како кажавте, што некоја плюс, говори само за интересот. А верувам дека ќе има и нови генерации кои што ќе растат со вашите представи. Ви благодариме многу и се гледаме во театар, каде што сте најдобри.